Откако минатата година добија 160 денари за 1 килограм продадена жива мер, браќата Драган и Горан Поповски од Пекчевско Негрево и годинава очекуваат добра продажба за своите 150 јагниња. Најголем дел од нив минатата година завршија на домашниот пазар. Чуваме 200 печени со овци, двојца братија сме, браќа сме. Ние ги дадовме на Оаза лани, Штип Оаза. Ни ги зеде јагнињата, а има и други откупци. Парите ни ги на сметка, сега знаете дека по новото не сме на рака веќе пари, на сметка ни ги дадоа парите, за една недела ни исплатија се. Шпицо на откупо за фата започнува некаде од 20 март, тука 15 март за католички Велиден. Колку очекувате да достигне? Па колку лани 160-170 мислам дека ќе достигне. Според директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, мощно е важно за сточарите и живинарите добриот здравствен статус на домашните животни, нешто што само по себе ја зголемува можноста за подобар пласман на пазарите во Европската унија. Доказ за тоа е и можноста ние веќе добивме и официјално можат нашите јајце производители живинарски фарми да извезуваат во Европската унија. Веќе сме одобрени за извоз на млечни производи, одобрени сме за извоз на говедско месо. Сега се надеваме дека ќе добиеме позитивен извештај и во најбрз рок ќе можеме да извезуваме и производи од живина, значи секако вид на производи од живина, месни производи. За сточарите исто така радува и веста дека се отвораат пазарите и надвор од Европската унија. Подпишавме договор за извоз на јагнешко, смрзнато јагнешко месо во Народна република Кина и интересот е голем за извоз. Ке напоменам тука дека ете во млечните производи веќе можеме да ги извезуваме во Соединетите Американски држави. Го отворивме и рускиот пазар како еден стратешки голем пазар за месните и млечните производи. Целта е сепак ќе напоменам да се зголеми преку овие мерки примарното производство, примарното сточарско производство, за да можеме ние со сериозни количини да направиме извоз, сето тоа да може да ја зајакне економијата во овој сегмент на Република Македонија. Инаку првите количини на месни производи наменети за рускиот пазар се очекува да бидат извезени веќе овој месец.